Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во Вестите од спортот. Ова издание на Вестите од спортот го посветуваме на шахот на 32-тиот Европски клубски куп. Нашиот шаховски клуб Алкалуит го освои првото место, што е историски успех на клубски план за една наша шаховска екипа. Алкалуит постои 40 години и на вистина ова беше извонреден резултат во овој спорт. Затоа со мене вечервас е Драголјуб Јакичимовиќ, капитен на екипата. Драголјуб, добро вечер. Добро вечер. И Трајко Недев, дел од екипата која успеа да го освои првото место. Добро вечер. Добро вечер. На почетокот би сакал само на гледачите да им објасниме за какво ниво станува збор. Многумина немаат вистинска представа што всушност освои Алкалуит и колкав е успехот на вашиот клуб на овој 32-ти Европски клубски куп. Една споредба да направиме со другите спортови, например. Па самата реченица Европски клубски куп представува се она најдобро што може да се најде во било кој спорт во самата Европа. Во шахот се тоа екипи кои што се победници на домашните првенства и евентуално второ, трето пласирани екипи во истото првенство. Паралелно на тоа, например, како во фудбал, каде што имате екипи од многу земји кои што играат квалификации за да дојдат до конечна лига на шампиони, овдека работата се сведува во овој формат во овој случај на 62 екипи кои што настапија во Нови Сад, каде што имаше повише прваци на своите земји и екипи кои што беа второ и трето пласирани. Како пример, например, русите има 4 екипи, некои држави има 3 појаките држави. Ние бевме представувани со две екипи, нашата екипа, екипата на Алкалуит и екипата на шаховски клуб Гамбит од Скопје. Така да тие екипи може да бидат појачани со играчи од некои други земји, обично се тоа мултинационални екипи, така да самото надпреварување представува врв во шаховските турнири во една година. Значи тоа е буквално најак шаховски турнир во една година кој што се одржува во светот, не само во Европа. Го очекувавте ли овој резултат да станете прваци? Знаете како, било каде да се победи е успех. Да победите во вашата улица е успех, камоли да победите на куп на европски шампиони. Очекувавме добар резултат. Со самото тоа што бевме високо рангирани во самиот старт, посакувавме тоа да биде медал. Ние не бевме прворангирани, меѓутоа второрангираноста на турнирот ветуваше дека можеме и дека би требало да постигнеме добар резултат. Што на крај тоа се круни со златен медал и со првото место. Наравно потребно се некои работи да се склопат, да се наместат коцкици, мозаикот да се пополни. Кај нас тоа се случи, веројатно ни се врати за сите оние години кога не успеавме во сето тоа, можеби немавме така добар состав, можеби немавме некои мали работи кои што недостасува, можеби немавме среќа, меѓутоа овој пат некако све се собра на едно место и успеавме во тоа што сакавме. Не беше ли тешко да се стигне до првото место со оглед и на конкуренцијата, со оглед на квалитетот? Ова беше кремот практично на клубски план. Како што кажа и капитенот на екипата Јачимовиќ, на ова првенство доаѓаат само најсилните екипи и самото тоа покажува дека фондот на играчи кои што настапуваат за нив се најдобрите. Во она за споредба најдобрите 100 шахисти, значи над 80% беа членови на некои од овие екипи кои што се бораа за висок пласман. И во нашата екипа Алкалуит имаше странци кои што беа на оваа листа, фактички сите играчи на Алкалуит беа во тие топ 100. Самото тоа покажува дека надпреварувањето е едно круна на екипните надпревари во шахот. Значи повисока титула во екипен спорт во шах не постои. Тоа е купот Евро шампиони кој што ние оваа година го освоивме. Нормално дека е тешко, имаше 4 руски екипи кои што ги поминавме. Сепак првенството во Русија е од најсилно, таму има и најмногу силни шахисти, со самото тоа и руската лига е најсилна. А бидејќи ние со 4 поминавме да изиграме со нив и самата титула посебно ја прави силна првото место. Алкалуит стана првак без пораз, 5 победи и 2 ремија. Тоа му дава дополнителна тежина на овој успех.
Па, очигледно дека за ваков резултат нема простор за пораз. Секој пораз те симнува многу надолу и ако во последното коло, например, од борба за прво место се изгуби, паѓате на 6-то, 5-то, 7-то место, значи можете сигурно останувате без медал, значи или сте пуколник или покојник на некој начин. И во шахот тоа е така, секогаш се решава во последните кола. Ние во последните две кола ги изигравме со малте на најсилните противници. Тоа беше во предпоследно коло со Сибир, кои што беа минатогодишни прваци, ја брана титулата европски првак. Одигравме 3-3 нерешено и во последното коло со руската екипа Legacy, каде што исто одигравме со 3-3 и на крајот завршивме на чисто прво место. Драголюб, составот на Алкалоид беше мешан, имавме и странци во екипата. Какво е тоа искуство за вас? Може ли без странци да се стигне до еден ваков резултат со оглед на состојбите во македонскиот шах? Ние имавме екипа која што беше мултинационална, значи од 4 држави по 2 играча, од Македонија, од Русија, Украина и од Кина. Која би наставил најдобар тим од Македонија, да земеме теоретски, која би била тоа репрезентација, ние не би биле прваци на Европски клубски куп. Предпоставувам дека било кој тим во било кој спорт многу тешко би успел во денешно време да направи таков подвиг и да стане победник на Европски клубски куп. Така да, навистина се сомневам дека е возможно без тие појачања од некоја друга земја. Не се работи само за нивната сила и за нивната остроумност и дека се они толку многу подобри. Тука се работи малку и за укомпонирано, се работи за една хармонија меѓу играчи, што е веројатно потребно за секој подобар резултат да се оствари. Како одекна во шаховските кругови таму во Нови Сад резултатот на Алкалоид? Го очекуваа ли другите овој резултат ваш, ваков каков што е, поготово што, како што реков пред малку, 5 победи и 2 ремија без пораз? Знаете како Алкалоид е изузетно почитувана екипа, почитуван спонзор во шаховски кругови во Европа. Луѓето кои што беа таму организатори, меѓутоа и представници на другите клубови, за нив Алкалоид не беше непознаница. Тоа беше тим кој што секоја година претендира на добар резултат, а слови за еден од најдобро организирани шаховски клубови воопшто во Европа. Ако ви кажам дека по Нови Сад, лично јас се чувствував одлично затоа што некако верувам дека тој град ми носи среќа, шаховска среќа, можам да ви кажам дека и домаќините и организаторот се чувствуваше дека на некој начин навиваат за нас едноставно да се прекине руска доминација, да се направи нешто повише и тоа можеше да се почувствува и на крај кога сите навистина од срце не беше тоа дволично, не беше ништо, дојдоа честита и едноставно во тие тренуци кои што за нас беа многу убави, ни беа многу драги, беа до нас и се чувствувавме навистина пријатно. Недев 40 години шаховски клуб Алкалоид, ова е исполнување на еден сон на многу генерации. Предпоставувам дека сте посебно горди што стигнавте до овој резултат, особено ако се земе предвид традицијата на шаховскиот клуб Алкалоид. Па оваа година се погоди така да 80 години од постоењето на компанијата Алкалоид, 40 години од постоењето на шаховскиот клуб Алкалоид и постигнување на еден ваков врвен резултат е како круна на сето ова што до сега Алкалоид со години наназад се залагаше, бидејќи мораме да спомнеме дека еден од основните водители на шаховската игра во Македонија е шаховскиот клуб Алкалоид, повеќе годишен првак, учесник на Купа шампиони, косторот на репрезентацијата се голем дел од членовите на шаховскиот клуб Алкалоид. Фактички компанијата Алкалоид израсна цела една генерација. Јас во Алкалоид сум од 88, значи на 15 години водат. Значи цел еден живот, цела една генерација помината и секогаш резултатите доаѓаат во моментот кога се најпотребни. Ова јубилеј на Алкалоид, на клубот, на компанијата се погоди така да во прав момент ги постигнавме оние резултати кои што беа потребни. Драголюб, потешко е да се освои првото место или сега да се одбрани првото место? Знаете како,
после сето ова некако батериите се испразнати. Прекратко е времето од моментот кога ова се случи до следниот куп на шампиони има доста време, уште цела една година. Меѓутоа, во Алкалоид постои едно правило. Верувам дека е така и во бизнисот за самата компанија. Кај нас постои таргет, никогаш не бил таргет да бидеме втори. Се надевам дека ќе се најдат сили со самото тоа што Алкалоид е навистина посветен на унапредувањето на шаховската игра. Ние сме најдоброто нешто ван бизнисот од Алкалоид што го имаат, така да верувам дека и тоа прво место кое што го освоивме сега, дека ќе се успее да се најде вистинска формула, да го повториме тој успех барем уште еднаш. Ја би сакал уште два пати, затоа што е тоа еден преоден, прекрасен пехар и да остане тука во Скопје за секогаш и да се знае еднаш дека некој нешто успел да направи и за шахот, и за компанијата, и за нашата држава. Недев, тактиката колку е важна за да се стигне до првото место, колку тоа да звучи еве за оние кои не го познаваат шахот како дел од случувањата, колку е важна тактиката за да се стигне до првата позиција? Ја би надополнил не само тактиката, него и логистиката. Значи, тука позади овој резултат стои една екипа, огромна екипа на логистика, луѓе кои што се вработени во Алкалоид, од маркетинг, од доктори, од секакви области кои што беа потребни за да се направат сите коцки да бидат онака како што треба да бидат, за играчите да добијат прекрасни услови за игра, да се чувствуваат во идеална атмосфера. Значи, за тоа треба сигурно познавање. Во другиот контекст на прашањето, ние кај нас во Алкалоид со години наназад, секој играч кој што доаѓа како да настапува за екипата на Алкалоид, се гледа како клубот го гледа како свој. Тој тренд и понатаму ние имаме секоја година побарување од странски играчи да играат за шаховскиот клуб Алкалоид. Сигурно дека тоа клубот го прави на едно повисоко ниво и со самиот квалитет на играчите кои што доаѓаат тука и со самата нивна желба до година пак да настапуваат за овој клуб. Сега, бидејќи сме и европски прваци, сигурно дека ќе бидат свесни дека доаѓаат во клуб кој што од година ќе треба да ја брани титулата. Сигурно е потешко да се зачува нештото отколку да се освои, но во секој случај иматме изградено добри односи со голем дел од врвните играчи. Мислам дека до година Алкалоид со сигурност дека нема лесно да ја даде титулата. Сосема за крај, Јачимовиќ, што значи за Македонија како држава освојувањето на оваа титула од страна на Алкалоид во овој спорт? Се надевам многу. Се надевам дека не само некои од структурите, меѓутоа воопшто луѓето ќе разберат дека не се само големите спортови, дека кај нас постои потенцијал, постои добра волја, постои желба да се направи нешто во еден ваков умствен спорт и дека многу млади луѓе ќе бидат дел од некоја убава приказна во иднина. Така да покрај посветеноста, покрај желбата и покрај љубовта ќе се роди и талентот таму кај што го нема, а кај што го има ќе биде надградуван и искрено се надевам дека после извесен вакуум сега ќе дојде некое друго време каде што некои други генерации ќе го завземат и нашето место и место на сите оние добри шаховски представници од Македонија. Јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте. Навистина, вие сте нашите спортски херои за оваа година. Не е лесно да се биде прв во Европа, во било кој спорт, а особено не во шахот. Ви благодарам за времето кое што го одвоивте и гостувавте во телевизија Нова. Благодариме на поканата. Почитувани, толку во ова издание на Вестите од спортот во 22 часот и 30 минути. Акценти од овој разговор, секако информација од останатите спортски случувања од земјата и од светот. Благодарам за вниманието.